Ово фашистичко општество е составено од ѓаволи, криминалци и празни тикви што се на власт. Па никако не живеам, ги трошам последните мои резерви, имам нешто ракија за продавање и тоа е. Народе мој, простете што сум небречен комадинава, да кажам на прилепски, но сакам да ви кажам една анекдота, која што после ќе ја поврзам со нешто. Нашиот прославен боксерски, олимписки, светски шампион Аце Русевски години после кариерата седал на стадион, чекал да почне утакмица, седнал на место каде што било означено за некој друг, со телохранителот бил, а познат е ли Аце, наш русевски шампионот боксерски, као со краток фитик, и дошол некој тип голем, крупен, така, млад, помлад од него 20 години, и му рекол: господине, на моје место седите, станете. Аце Русевски вака го загледал и си продолжил да ги гледа овие како се загреваат репрезентативциве доле на терен. Ој па, господине, ви реков да станете, станете. И Аце пак онака го погледнуе доле, си продолжи да си гледа. И трет пут, овој малце се заебал, го фатил за реверот од сакото: господине, станете, значи да не правиме голема. И у тој момент, значи не го познал дека е тоа Аце Русевски. И кој е Аце Русевски? У тој момент стануе телохранителот на Аце, застануе пред овој дечко што сакал да го крене. Аце му вика: абе, вика, брат, куде најде да се рчкаш со светског шампиона, бе? Така овие вистиномер дати му цензурирале, му забраниле десетина објави на новинарот Крум Велков, кој беше уредник во златните години на Фокус во 90-ти, кој беше Никола Младенов покоен тамо на Алфа и Омега. Во тоа време некаде Филоктет е премиерата на Филоктет, на Љубиша Георгиевски, мојот професор, доаѓа, не знам со кого беше на премиера, и Крум Велков, јас не го знаев, после премиера воодушевен, ми вика: дечко, вика, не те знам, утре, вика, ќе седиме со Љубиша, уште некој луѓе беше у Пелистер, Далметов, како беше тоаш, и вика, дојди, вика, да си правиме муавет. Викам, ќе дојдам. И следниот ден јас идам тамо после премиера, хвалоспеви, ово, она, таа улога ми беше и одскочна штица да ме вработи после Чоревски во Драмски театар, затоа што играв насловна улога, но тоа е помалце битно. Доаѓам тамо, сите стануваат да ме поздрават, седнуваат и муавети правиме за политика, за ова, за она. И мене Крум Велков во едно време ми вика: слушај, вика, јас сум уредник у Фокус, би сакал да дојдеш да пишеш колумни за Фокус. Интересно размислуваш, би сакал да се пробаш у тие води. И ја викам: важи, ќе се пробам, и почнам да пишам за Фокус колумни. Значи, ова е негдека 98 година, 99-та, да кажеме, и така. И у тоа време Крум Велков мене ми рече, вика, да знаеш, вика, ти ќе бидеш еден ден голем, добар писател. Значи, он на некој начин ме откри. Сега, да не звучи, нели, многу претенциозно дека, нели, ме открил, но на некој начин прорече и после тоа излезе дека беше управо. Пишував многу, испонапишав книги, колумни за други вестници, портали, стотици, Фейсбук, тука, знаете, не се. Исто како со Аце Русевски, вистиномер, му забраниле одредени објави на Крум Велков. Значи, нашле да се рчкаат со светски шампион у неговата област. Пошто Крум Велков е еден феноменален новинар и многу учен човек, тој мене прв пат ме зарази, така да кажам, и со ова литература која што ги отвара очите, која што е против таа лево-либерална опција, глобалистичка, која што го турка светот во пропаст. Кога ми го даде книжулето, исто во тоа време кога почнав да пишувам за Фокус, едно мало книжуле се викаше "Фатете го Линдон Ларуш". Да, нема да ви објаснам шо книга беше тоа,
небитно. И овие се рчнале со Крум Велков, му забранувале објави, вамо тамо го рецензирале вистиномериве. И Дешково, пошто е тешка категорија за нив, тоа е исто као некој, као јас да кажеме да влезам у ринг со Кличко или со Майк Тайсон. Истото ќе ме снајде кој вие што ги снајде. И ми ископал информации, дечкиве од Вистиномер, не знам, 21-22 година земале по 2 милиони евра од разни донатори, институти од Вашингтон, демократски институти исто од Америка негде, амбасади британски, митански, не знам, Сороси, Мороси, не знам, некои европски комисии, тука канцеларии шо имаат, не знам, имало тамо, има и еден податок дека дури Бугарско министерство за надворешни работи им давало пари на овие вистиномериве. И они шо правеа изминативе години? Не цензурира. Ни кажува кога лажеме, кога не лажеме, значи тие беа главните чувари на вистината. Фейсбук, жандармеријата, која што сакаше да ме замолчи, тоест да не замолчи сите, тие барем 10, 15, 20, не знам колку сме луѓе, кои што им ја плескаме вистината за нив во очи, онаа непријатната што не ќе да ја слушаат, и она уште по-непријатната дека тие се тие што работат против интересите на македонскиот народ и го туркаат македонскиот народ кон исчезнување, затоа што се ставени комплетно во заштита на една квислиншка власт која што изминативе 6-7 години владееше со Македонија. Не се прашањето до нив се отвара. Зошто? Например, Бугарското министерство за надворешни работи ве плаќаше, ако може да одговорат за тоа, што требало да одработат за нив, ако се земе во предвид дека тие беа истурена тупаница на бугарската држава во негирање на македонството, може да одговорат на тоа и нормално да одговорат што бараат сите оние други донатори. 2 милиони евра годишно. Знаете тоа да ви споредам што значи? Значи една, кажи ја така, групица од така наречени новинари земала на нивно конто стигале 2 милиони евра годишно. Знаете за еден поголем театар во Македонија, да кажеме, драмски, колку е годишната сега, во последнава година, годишниот буџет за продукција на представи? 50.000 евра за 4 или 5 представи. Значи не можеш поише ни порано, пред 20-30 години една представа знаела да чини 150.000 марки, како денес 150.000 евра, да кажем, или 120.000 евра. Сега за цела година за сите представи има еден театар, нели од нивото, нели што знам на драмски, не знам на МНТ колку му е. Значи еве нека се драмски е 50.000. Еве МНТ нека се 100.000 евра за годишна програма. Овие на годишно ниво пискарала пропагандисти, цензори, примале на нивната сметка 2 милиони евра, барем така покажува документите што Крум Велков нели ги, пошто тоа сериозен човек, сериозен новинар, значи ги извадил од релевантен извор, кај што пиша за 21-22 година колку примиле на сметка. Значи, овие ја направиле грешката, ептен заглибиле, за разлика од дечкото на стадион, кој што за среќа негова имало, тука бил телохранителот на АЦ Русевски, кој му објаснил дека не треба да се рчка со светски шампион. Овие немале тука таков човек, па се рчнале со Крум, и Крум им го начукал. Со земадина, што ви рекле прилепчани, сега дали му се бричен или не знам тоа, он си знае, тоа е интимна работа, не прашувам. Но им го начука. И сега што? Сега очекувајте во наредниот период дека ќе биде засилена контролата, цензурата на Facebook, дека се што ќе кажеме ќе се обидат да го замолчат, затоа што се свесни дека нивната идеја, нивната идеологија, нивната доктрина, се што е нивно, поврзано со иднината на оваа земја, кај треба доди, се наоѓа пред пораз.
тачевизмот и заевизмот се наоѓаат пред тежок пораз и нема да бираат начин како да ги замолчат сите оние кои што ќе зборуваат промакедонците, промакедонството за една македонска држава која што полека треба да се извади од сите срамови резили во кои што беше втурната изминативе 6-7 години од социјалдемократите, овие заевциве и тачевциве. Крун Велков во неговата објава ви објасни на Facebook дека што треба да направите, како да ги замолчиме овие цензори, овие джандари на Facebook, овие неолиберални суштества кои што единствена цел им е да наметнат информативен молк, што се однесува до поправо да ги замолчат сите оние кои што се спротивставуваат на нивната вистина. Тоа е една тоталитарна идеја која што совршено се вклопува во визијата на глобалистите за овој свет, дека треба да важи само една вистина, нивната вистина и ниедна друга вистина. Крум објасни во неговата објава на Facebook дека доколку сте цензурирани, треба да направите скриншотови на цензурата, оние што они како рецензија ви го бапнале, зошто ви го банираат, ви го забрануваат постот. Нормално скриншотовите да бидат со целосна ваша објава, што она сте напишале со ваша слика на профилот и пратете му ги на Крум Велков, а он со негова екипа на луѓе ќе спрема најверојатно колективни тужби против овие цензори, за да излезе на површина нивната перверзна валкана игра што ја прават против македонците и нивното веројатно обстојување во наредниве години како посебен народ. Што да се каже друго? Вчера излегоа и некои анкети, каде што замислете процентите на поддршка на СДС, на Социјалдемократскиот сојуз и Таче паднале на 7%. 7%. Тоа значи дека поддршка од 7%, тоа значи дека ете го, царот е пак гол. Со мадината бричани, мазни, што би рекле прилепчани. Ако Таче, така ви треба. 7%. Наспроти нели ВМРО, ДПМН, како што видов имаше 36 кома нешто. Но 7% за тачевци. Тоа ти е Таче, како да ти објаснам пластично, као со 7 сантиметри да сакаш да ја добиеш, освоиш, заведеш, врзеш за тебе Адриана Лима, или Наоми Кемпбел, или Моника Белучи, ако е старка, ама не се дава. Ама со 7 сантиметри, Таче, не можеш бе кај неа, брат. Исто со 7% не можеш власт да земеш, бе, Таче. Значи, сте нафркале као жути мрави. Спремајте се за пораз. Шо си сеевте, тоа ќе си жнеете. Така што со душа го чекаме денот кога ќе ве пратиме на буништето на историјата. Драги мои, ви благодарам што ме сослушавте. Овој пат се обидов да бидам пократок од претходните, нели мои, вака видео објави и се гледаме.